Пластични шишиња, мебел и друг вид разни видови отпад е сликата долж речиси целиот водотек на реката Пена во Тетово. Во сите периоди од годината, оваа река ја покажува несовесноста на граѓаните и негрижата на институциите кон природата. Од движењето Мајка и дете алармираат дека долгогодишната ваква состојба носи повеќе опсежни последици по здравиот живот на целото население. Овој отпад, особено пластичниот отпад во реките, исто така делува и во контаминација на подземните води, бидејќи водата од реките во неколку подрачја се служи и за наводнување на земјоделските производи и површини. Затоа во отсуство на контрола и санкционирање на овие несовесни фрлачи на отпад, на ѓубре, во неколку предели на градот и особено во коритата на реките и крајбрежјата на истите, доведува до креирање на многу мали депонии, диви депонии насекаде. Соговорничката потсети дека токму на овој дел од реката во 2015 година беше најголемото излевање на реката во градот и поплавување на реонот. Крајно време е државата и локалната власт да најдат трајно решение. Мислам дека не само регионално, меѓутоа и национално ниво треба да се најде решение за селекција, исто така и рециклирање на отпадот, па граѓаните да можат совесно да се однесуваат со секаков вид на или комунален или инертен отпад, меѓутоа тоа решение го гледаме дека со години не се наоѓа. Само за време на избори и овој дел тука се прочисти. Од општина Тетово велат дека имаат акционен план за чистење на речното корито. Имаме склучено договор со градежна фирма, штом се подобрат временските услови и со намалување на водостојот на река Пена, ќе започне акцијата за чистење на реката. Имаме констатирано исфрлање на разновиден отпад во реките од страна на НН лица, а најголем проблем представува делот од коритото на река Пена во населбата Деребој, каде често се вршат контроли од наша страна, но лицата кои ги затекнавме како исфрлаат отпад немаат документи за легитимација и не може да ги санкционираме, велат во соопштението од општина Тетово. Според општинскиот одговор, нема утврдено испуштање на отпадни води, тоест загадување на реките од субјекти кои имаат елаборати за заштита на животната средина.